Денеска истекува рокот до кај општинските изборни комисии официјално треба да ги потврдат сите листи на кандидати за градоначалници и членови на општинските совети, но и Советот на град Скопје, поднесени од политички партии, коалиции и групи граѓани за учество на локалните избори закажани за 17 октомври. Вака потврдените листи општинските изборни комисии ги доставуваат до државната, која најдосна до 23 септември треба да изврши ждребување на нивниот редослед на гласачките ливчиња. Кандидатите за градоначалници и листите за советници на една партија или коалиција добиваат истереден број во сите општини. По извршениот жреб, потврдените кандидатски листи ќе бидат објавени на веб страната на ДИК и огласени од страна на избирачките одбори. Во општините од Струмишкиот регион речиси сите кандидатури се потврдени. Во Струмице ќе има 3 кандидати за градоначалник и 8 советнички листи. Во Василево 20 кандидати за градоначалник и 3 советнички листи. Во Босилово исто така за 20 кандидати за градоначалник, но таму ќе има 6 листи за советници, а во Ново Село граѓаните на 17 октомври ќе се изјаснуваат за 2 кандидата за градоначалник и 4 советнички листи. Најдосна до 23 септември предвидено е овластените представници на сите политички партии, односно подносители на листите на кандидатите за локални избори на централно ниво да потпишат кодекс за фер и демократски избори во организација на Државната изборна комисија во соработка со Националниот демократски институт. Со кодексот за фер и демократски избори што го усвои ДИК, учесниците во изборниот процес ќе се обврзат да ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење со цел да се зацрстат фундаменталните вредности на демократијата и довербата во изборниот систем. Со кодексот за фер и демократски избори, учесниците во изборниот процес исто така ќе се обврзат да ги почитуваат законите кои се релевантни за изборите и да не вршат притисок врз гласачите, да не се користи говор на омрза и да не се врши дискриминација врз основа на пол.